На пресконференција за плановите на НАСА, враќање на астронаутите на месечината, Бил Нелсон истакна дека Американската вселенска агенција не е единствениот партнер во програмата Артемис. Тоа е комерцијално партнерство. Тоа е меѓународно партнерство. Повеќе од 50 земји се потписнички на договорот Артемис, за кој НАСА вели дека е заеднички збир на принципи за подобрување на цивилното истражување и користење на Вселената. Кина, која сега е главен конкурент на НАСА, не е потписник и планира да прати своја екипа на месечината до 2030 година. НАСА сака да стигне таму пред Кина, користејќи технологија создадена од комерцијални вселенски компании за да ја постигне целта. Ќе ги имаме SpaceX кој ќе лета со лендер на Artemis 3. Artemis 4 повторно ќе биде на SpaceX, а Artemis 5 на Blue Origin. Но следната мисија е дури во 2026 година, кога Artemis 2 ќе испрати екипаж во орбитата, но нема да слета на месечината. Зборуваме за тоа што е успех, а тоа е овозможување на Artemis 3. НАСА сака да слета во близина на лунарниот јужен пол во потрага за мраз и вода за време на мисијата Artemis 3 закажана за 2027 година. Нелсон вели дека искуството на Илон Маск со тестирање ракети и вселенски летала може да ја помогне на мисијата. Истото може да биде и поради неговиот однос со новоизбраниот председател Доналд Трамп. Мислам дека врската ќе биде придобивка за да се осигураме дека финансирањето за НАСА е таму. Се согласувам со Илон Маск. Треба да ги насочиме нашите цели подалеку. Треба да одиме на Марс. Чарлс Камарда е пензиониран астронаут и инженер на НАСА. Треба да ја искористиме месечината за да ги унапредиме технологиите за одење на Марс. Во 2005 година Камарда беше во екипажот на првата мисија на Вселенскиот шатл по катастрофата на мисијата Колумбија во 2003 година, кога орбитерот се распадна кога повторно влезе во атмосферата на Земјата. Сите 7 членови на екипажот загинаа. Тој е загрижен за проблемите со топлинскиот штит на капсулата Орион за време на повторното влегување во беспилотната мисија Артемис 1 во 2022 година. Мислам дека ова може да биде пресвртна точка и ние би можеле да се движиме во вистинската насока, или пак може да биде крајот на НАСА. Заменик администраторката на НАСА, поранешната астронаутка Пем Мелрој, им рече на новинарите дека донесувањето одлуки за Артемис пред да ја преземе новата администрација е важно за да се задржи НАСА на временската рамка за враќање на месечината пред Кина. Мислам дека тоа би било многу полошо доколку се одложи. Новоизбраниот председател Трамп на социјалните мрежи ги објави плановите да го назначи предприемачот и пилот Джаред Исакман да го замени Нелсон како администратор на НАСА. Исакман леташе во 2021 и 2024 година со капсулата Dragon на SpaceX околу Земјата и е првиот комерцијален астронаут што спроведува активност надвор од вселенското летало.